Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. На преминот меѓу старата и новата година вообичаено се прави преглед на случувањата што ги одбележале изминатите 12 месеци. 2017 во Кочани ќе остане запаметена по случувањата што ги надминаа локалните граници и добија регионален, па и национален карактер. Новинарскиот осврт на настаните што беа покарактеристични во годината што изминува, покажува дека во голем дел тие биле со позитивно, но не бил мал бројот и на оние со негативно обележје, поради што не е лесно да се направи баланс и да се издвојат најважните. 2017 во нашиот регион започна надежно и со големи очекувања, особено по убавата вест во средината на јануари дека виничанецот Лазе Димитровски ја добил премијата од 22.000 евра од Државната видеолотарија на Македонија. На тоа, во февруари се надоврза и информацијата за распишување на јавниот тендер за втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани. Сепак, за да не биде се толку розово, влијаеше граѓанската невнимателност, па токму во најстудените денови од претходната зима избувнаа неколку пожари во куќи и во трговскиот центар во Кочани, во кои, за среќа, имаше само материјална штета. Дополнително, негативниот тренд го продолжија и учесниците во сообраќајот, кои пред се поради брзото возење предизвикаа сообраќајни незгоди со жртви и тешко повредени лица. Всушност, овие настани одбележаа и целата година, поради што можат да се земат како најнегативна појава во 2017-та. Пролетната сезона ја одбележаа секојдневните загадувања на реките во регионот, но освен констатирањето на состојбата и апелите тоа да се намали, позитивни ефекти немаше. Политичката криза во државата и очекувањето кога ќе има локални избори влијаеше и в разработењето на општинските администрации, поради што тие не беа во можност да продаваат градежно земјиште и да обезбедат приходи по тој основ. На почетокот од летото, под лупа на Државниот завод за ревизија се најдоа времените вработувања во општина Кочани, а тогашниот градоначалник ги отфрли шпекулациите дека била поднесена кривична пријава против него. Убавите работи обично траат пократко, па така и веста во јули дека на железничката станица во Кочани дошол нов и помодерен воз траеше само еден ден и не продолжи како практика. Сепак, во истиот период, добре дојдена беше информацијата дека компанијата Амфенол се нашла на 25-тото место меѓу 200 најуспешни фирми во Македонија. Дополнување на убавите случувања во тој период беше и поставувањето на камен темелникот на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, што поради своето огромно еколошко значење може да се смета и како најпозитивен настан во 2017-та. Во септември започнаа кампањите на кандидатите за градоначалници и за советници, па практично сите случувања беа поврзани со нивните јавни настапи и обраќања пред граѓаните, а останатите настани како да дојдоа во втор план. И по преземањето на функциите од страна на новоизбраните градоначалници, старите проблеми останаа, поради што тие набрзо се соочија со барањето начини да ги решаваат. Меѓу нив, водечко место имаат големите долгови, пред се во училиштата, но и прашањата со комуналната инфраструктура, сообраќајниот хаос, кучињата, скитници и слични и мали и големи главоболки. Сепак, пред новите локални власти во општините од регионот престојат 12 нови месеци, во кои тие ќе треба да ја оправдаат довербата од граѓаните и да реализираат поголем дел од предизборните ветувања, за да го подобрат животниот стандард и да го намалат иселувањето во странство. Жителите на Виница во новата година ќе плаќаат пониски сметки за вода. Советниците со мнозинска подршка без присуство на опозицијата ги изгласаа новите пониски тарифи за водата за пиење, кои претходно ги донесе регулаторната комисија. Советниците со мнозинска подршка без присуство на опозицијата ги изгласаа и новите пониски тарифи за водата за пиење во Виница, кои претходно ги донесе регулаторната комисија. Согласно новиот тарифник, водата за физичките лица се намалува од 23,21 на 22,50 денари. За прв пат советниците на ВМРО ДПМН имаат можност, историска можност да гласат за намалување на водата за пиење во Виница. Меѓутоа, знаејќи го фактот дека водата во Виница во период 2018 година ќе биде намалена, тие дали тоа е фактот, намерно го напуштија состанокот, така да нема таква можност. Значи, водата за пиење за 2018 година констатирам дека ќе биде намалена. Така да граѓаните на општина Виница морат тај податок и тај факт да го знаат. Тоа е едната работа,
И втората работа е, како што најавивте и вие, значи тоа е по согласно со регулаторната комисија, која што даде минимум, а минимумот беше 22,5 денари, така да граѓаните на општина Виница ќе плаќаат минимум вода за пиење 22,5 денари за метар кубен вода. Просечната наплата во изминатите години се движи во просек од 70 до 75%, што според надлежните во комуналното предпријатие е далеку од посекуваната. 80-90 нема каде. Ние имаме податоци сметководствено сума. Таму не пишува 70% наплата, не пишува 90%, пишува цифра која ние треба да ја исполниме. Каде е нашата наплата 70%? Ако ние имаме 25 милиони приход, а не платиме само 70%. Што не значи тоа ништо? Регулаторна комисија не ја интересира. Комуналното предпријатие има проблем со неплаќачите, односно со паушалите од луѓе кои што финансиски добро стојат. Нема проблеми од социјално загрозените. Сега таму знаеме дека има проблем. Меѓутоа, кога би се решил проблемот со луѓето кои што можат да платат, мислам дека проблемите и во вашето предпријатие би биле помали. Значи, знаеме, мал град сме, на некој некогаш не сакајќи ќе му се испуште, па ќе каже дека плаќа паушално вода. Директорот Христов најави поригорозни мерки за неплаќачите и редовно читање на водомерите. За почеток, основно ви поминам на граѓаните, односно корисниците да установат наша страна, редовно да ги си плаќаат сметки. Не сакаме веднаш да предвидуваме репресивни мерки, плюс има најави за измени во законски акти за нотаријат, за адвокатски односи, така да тоа треба да го сочекаме. И во следниот период од 2 месеци се надевам дека ќе биде тоа пребрзана постапка за изменување законски акти. На начин да ги замолиме граѓаните, редовно да ги намируваат своите сметки за да бидат квалитетни услуги од нас. Значи чиста и добра вода за пиење, наредување на отпадните води, подигање на комуналниот отпад и други комунални услуги. За да можеме ние тоа да го правиме, тоа е наша врска, наша должност, меѓу должност на граѓаните да си ги плаќат сметки. Значи овие 2 месеци, како беше тоа, ќе бидеме фини во наводници, значи на добра воля, сега да се плаќат за добиената услуга. Во едниот период, точно е констатацијата дека има добро ситуирани граѓани кои што не си ги плаќаат сметките. Тука досега има и вина на едното предпријатие кои што еднаш или не еднаш во годината не ги читале водомерите, така да сега се јавуваат големи разлики на плюс или минус на потрошена, а не фактурирана вода или обратно, фактурирана не потрошена. Така да јас не да се надевам, не да сакам, туку тоа ќе биде така од март, ќе има редовно читање секој месец. Значи како што треба и како што е реално. 7-8 пати во годината, затоа што во зимските месеци реално не може да има. Затоа што да ги заштитуваат. Ние тоа 7-8 пати мора да има реално читање и стерење на состојбата на водомерите. Така да и тоа ќе биде решено. И верувате дека на пат сме, јас сум убеден во тоа да изградиме добра фирма и добри односи помеѓу нас како даватели на услуги и вас граѓаните како корисници на услуги. Со новиот тарифник кој го поддржа Советот на општина Виница, цената на водата за правните лица ќе изнесува 47,31 денар за метар кубен, а тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води ќе биде 6,26 денари за метар кубен. Поранешниот градоначалник Ратко Димитровски на пресконференција зборуваше за поднесената кривична пријава против него, оценувајќи ја како хајка на власта. Според него, обвинувањата дека имало неправилности во одлуката за линиски градски превоз биле невистина и правење политички случај. Против мене и против раководните структури во општина Кочани поставени во претходниот период се водат политички хајки, рече во обраќањето на пресконференцијата поранешниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски, а во врска со поднесената кривична пријава против него во врска со спроведувањето на пробниот период во линискиот градски превоз. Целта на ваквиот проект, рече тој, е да се овозможи ефтин превоз за најранливите категории граѓани од периферните делови на градот, но има и еколошки момент. Со истиот ќе се намалува и сообраќајниот метеж, како и ќе се намали загадувањето на воздухот во градот.
За истото е информиран Советот на првата наредна седница во јануари 2014 година и Советот донесе заклучок пробниот период да се продолжи до 34.2014 година, за да се организира како редовен јавен превоз. Димитровски рече дека намерата за олеснување на движењето на граѓаните од страна на СДСМ било представено како криминал, а против него и другите раководители во општината се применувал политички реваншизам, за што се закани дека некој ќе мора да одговара. Очекуваме да следува период со нови невистини, лаги и монтирани политички случаи. Со тоа, сегашното раководство ја прикрива својата неспособност, некреативност, неработење во интерес на економијата и комуникациите и растот, како и немањето реализација на проекти. Од ова место, сакам да им порачам на креаторите на ваквите случаи, дека нивните намери се прочитани од граѓаните и нивното време истекува мошне брзо. Сите учесници, како и соучесници во овие валкани политички игри, ќе мора да одговараат пред лицето на правдата и системот во кој ние цврсто веруваме. На крајот од пресконференцијата Димитровски рече дека во изминатите години граѓаните виделе како се развивала локалната економија и се градела општината со капитални проекти, па затоа тие не требало да дозволат вниманието да им се одлекува со шарени лаги за секојдневието. Обраќањето пред јавноста тој го искористи и да ја честита новата година. Од општина Кочани со писмен допис реагираа на пресот на поранешниот градоначалник Димитровски, отварлајќи ги неговите квалификации дека сега во локалната самоуправа се работи непрофесионално и за лични интереси. Го подсетија дека тој ја оставил општината со долгови, кредити и позајмици, а сега се работи на миролюбиво и човечко решавање на сите прашања од јавен интерес. Како поранешен градоначалник во 2 мандати, префрлувањето на вината на другите во предновогодишна пресконференција го сметаме за непристојно оправдување за вашето работење, се вели во писмениот допис испратен до медиумите, а како реакција на обвинувањата што претходниот градоначалник Димитровски ги упатува кон своите довчерашни соработници. Звучи нелогично во ист текст да зборувате за хајка против раководните структури во општината, а истовремено и за нивна неспособност, некреативност и немање проекти. Всушност, зборувате за раководители што вие ги поставивте, за администрација што ја наследивме од вас. Дали новите поставени правила за работа и почитувањето на законите некому не му одговараат? Дали отворено ја наметнувате потребата од нивна смена? Ние веруваме во вашиот тим, на секого подеднакво давајќи му можност да придонесе во градењето администрација која ќе се темели на професионализам и знаење, на тимска работа, која пред се ќе има континуитет и ќе биде без партиски обележја. Факт е дека во вашето работење оставивте многу долгови, кредити и позајмици, кои секојдневно ги сервисираме. Ние имаме доверба во професионалноста на институциите и сакаме миролюбиво и човечки да ги решиме сите прашања што се од јавен интерес. Сакаме да и порачаме на јавноста дека отворено се бориме против корупцијата и лукративните намери во работењето на општината и дека интересот на граѓаните ни е пред се. Се вели во писмената реакција од кабинетот на градоначалникот Николчо Илиев, а како одговор на пресконференцијата на неговиот претходник Димитровски. Со писмена реакција на пресот на Димитровски излезе и општинската организација на СДСМ од Кочани, од каде порача дека секој треба да се соочи со реалноста и да одговора за своите постапки. Во дописот се вели дека не станува збор за политички реваншизам, туку за барање одговорност за грешките во раководењето со локалната самоуправа. Непријатно е токму пред новогодишните празници да се зборува за политички теми, а уште поневкусно е кога тие се поврзани со криминал, корупција, нетранспарентност и нечесност, се вели во писмената реакција на општинската организација на СДСМ од Кочани како одговор на пресконференцијата на поранешниот градоначалник Димитровски. Во дописот стои дека и покрај престојните празници некому не му е важно убавото расположение на граѓаните, па сака да зборува за нешто што веќе е завршена приказна. Поранешниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски се обидува во стил на ранет лав да ја измие вината од своето лице, иако јавноста не само во општината, туку и пошироко знае како работеше тој во изминатите скоро 9 години. Сомневањата за неговите криминални однесувања ја потврди и полициската истрага во која беше откриено дека ја оштетил касата на општината, односно незаконски потрошил 50.000 евра на граѓаните за само нему познати потреби.
Поради тоа си доби и кривична пријава, па сега на 2 дена пред Нова година инфантилно се правда дека некој му прави хајка и политички реваншизам. Ниту му се виновни граѓаните, ниту членовите на СДСМ, туку виновен е самиот, затоа што кога го предупредувавме дека може да одговара за начинот на кој ја раководи локалната самоуправа, тој се однесуваше како да е глув. Па си дозволи во општината да ја вработи својата снаа, но и ќерки и синови на своји соработници и партиски другари, а од општинската каса делеше на наместени тендери само на нему блиски фирми и деловни соработници. Доцна е, господине Димитровски, да ги обвинувате другите за вашите грешки и да смислувате оправдувања пред јавноста. Подобро е времето да го искористите за да се подготвите, тоа да го објасните пред институциите кои ги интересира. Се вели во писмената реакција на општинската организација на СДСМ од Кочани, во која на крајот е упатена и честитка до граѓаните со желби за добро здравје и личен успех во новата година. Честитка до граѓаните на општина Кочани по повод Нова година упати градоначалникот Николчо Илиев. Во продолжение на вестите ви ја пренесуваме во целост. Почитувани граѓани, новата година е момент на оптимизам, на нова енергија и на нова сила. Во пресред на новите 365 дена, посакувам со работа, диалог и толеранција да му обезбедиме подобра иднина на Кочани. Новата година нека ни биде потик да се трудиме да создадеме развиена, отворена, мултикултурна општина. Со трпение и човечност да се обединиме околу заедничкиот интерес, интересот на граѓаните. Убавите работи што ни се случиле да бидат основа на која ќе се надоградуваат други добри нешта, а од непријатните да учиме да не се повторат. Ви посакувам празничните денови да ви бидат исполнети со добри мисли, душевен мир и семејно спокојство. Во моje лично име и во името на општинската администрација ви ја честитам новата 2018 година и ви посакувам изобилство од здравје, успех и среќа во неа. Среќни празници! Од локалната самоуправа на Кочани ги информираат граѓаните дека од 1 јануари 2018 година општинската администрација ќе работи по нов распоред на работното време од 7:30 до 15:30 часот. Едношалтерската канцеларија во општината, каде што се работи со странки, ќе работи од 7:30 до 18 часот. Дневниот одмор ќе трае од 10 до 10:30 часот, а за едношалтерската канцеларија од 13 до 13:30. Земјоделците во периодот од 1 јануари до 15 март да се јават во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани и да ги впишат сите промени во однос на земјоделското земјиште или други промени што ги имаат направено, за да можат да конкурираат за директни плаќања од програмата за субвенционирање за 2018 година. Апелираат од подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Кочани. Од 1 јануари до 15 март 2018 година сите земјоделци да дојдат во подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за да направат увид во своите единствени регистри на земјоделски стопанства со цел да ги впишат промените што ги имаат за да можат да конкурираат за директни плаќања од програмата за субвенционирање за 2018 година. Апелираат од канцеларијата во Кочани. Исто така се покануваат и сите што имат отворени нови одгледувалишта, тоа се однесува за сточарското производство, имат отворено нови одгледувалишта во ветеринарните станици каде што имат склучени договори, а истите немаат отворено единствени регистри во подрачната единица или така популарно наречен фарм регистар. Значи истите треба, за да може да конкурират за програмата за субвенционирање, покрај тоа што ќе регистрират одгледувалиште во ветеринарните станици, морат да отворат и единствен регистар на земјоделски стопанства во подрачните единици. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани потенцираат за какви промени треба да се јават земјоделците. Се однесува во смисла на зголемување на површините по пат на купопродажба, намалување на површините по пат на оттуѓување, исто така
промена на култури, значи ако до сега одгледувале една култура, а површините сакат да ги засадат со друга култура, значи сите промени треба да ги впишат во единствениот регистар на земјоделски стопјанства, кој се води за секој земјоделец индивидуално посебно, за како би можеле да конкурират за програмата за директни плаќања за 2018 година. Од подршната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кучани потенцираат и ги замолуваат земјоделците да го запазат рокот за пријавување кој важи од 1 јануари до 15 март 2018 година. Волшебната ноќ на основното музичко училиште Ристо Јуруков вистинско уживање за публиката. Новогодишниот концерт секоја година е најспектакуларниот музички настан што го приредуваат учениците и наставниците од музичкото училиште. Учениците и професорите од основното музичко училиште Ристо Јуруков ноќта на одржување на традиционалниот новогодишен концерт навистина ја направија волшебна, како што и годинешниот наслов на концертот, бидејќи ја воодушевија публиката која што ја исполни салата на Центарот за култура Бели Мугри до последното место. И годинава, како и во претходните, се одржаа повеќе дневни и 2 вечерни представи, а последната со своето присуство ја збогатија министерот за култура Роберт Алагјозовски и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Публиката беше воодушевена од концертот и истакна дека овој концерт е резултат на посветеноста на наставниците и раководството на музичкото училиште, како и големиот труд и талент на учениците. Инаку, во новогодишниот концерт секоја година учествуваат околу 200 ученици и нивните наставници. Се изведуваат околу 15 композиции, од кои 5 пее малиот хор, 5 хорот составен од повозрастните ученици и 5 композиции се инструментални кои ги свири оркестерот на училиштето. И годинава покрај инструментални, учениците и наставниците од музичкото училиште подготвија и песни кои моментално се најслушани меѓу младите. Со мала свеченост, музика и песни, доделување благодарници и дипломи. Учениците од Средното општинско училиште Лупча Сантов го одбележа и заокружија крајот на првото полугодие. На интерен конкурс избра паралелка со најмал број изостаноци во текот на полугодието, како поттик за другите ученици за редовно посетување настава. Со интерен конкурс за избирање паралелка со најмал број изостаноци, како и со литературен конкурс на кој учествуваа поголем број ученици, Средното општинско училиште Лупча Сантов успешно го заокружува првото полугодие. Во холот на училиштето се одржа настан со кој што беше одбележан крајот на полугодието. Денеска го одбележуваме крајот на првото полугодие во учебната 2017-2018. За таа цел, односно за да го обележиме успешното завршување на првото полугодие, имавме интерен конкурс за избор на паралелка со најмал број на изостаноци. Исто така во училиштето во текот на првото полугодие се спроведе петиот поред училишен конкурс, литературен конкурс на тема Ноќ на туѓинци. Исто така ученици од нашето училиште учествуваа на литературниот конкурс од Фондацијата Никола Клюсев. Така да на овој мал настан сега ќе имаме литературно читање, ќе имаме настап на ученици од хор и оркестар и ќе имаме доделување на дипломите, пофалниците и благодарниците по тој повод, односно за освоено прво, второ и трето место. Со нови сили и успеси и учество на државни и меѓународни надпревари, учениците од ова училиште продолжуваат и во текот на второто полугодие од оваа учебна година. Преку низа активности кои што ги организираат во текот на годината, учениците покажуваат што научиле во текот на годината, но ја покажуваат и својата креативност и иновативност што ја поседуваат. Новогодишни пакетчиња за болните деца кои во моментов се на детското оделение во Кочанската општа болница од модната куќа Даниел Кристенсен. Модната куќа Даниел Кристенсен со хуманитарна акција пред новогодишните и божикните празници. Представници од куќата ги посетија болните дечиња кои што во моментот се на лекување на детското оделение во Кочанската општа болница и им подари новогодишни пакетчиња. Им посакаа добро здравје и среќни новогодишни и божикни празници, како и побрзо оздравување.
Модната куќа Даниел Кристенсен, како и други фирми во Кучани и бизнис секторот, ваков потек остваруваат секоја година, посетувајќи ги децата на детско оделение, како и помагајќи на социјално загрозени семејства со цел што потопло и со скромна трпеза да ги дочекаат божикните празници. Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.